патот што го изодува реката Треска од Дунје до Матка е долг речиси 30 километри. Клисурата се провира помеѓу планинскиот масив на Караджица од исток и висорамнината Сувагора со планината Осој од запад. Втората половина од овој пат реката го поминувала овде во клисурата со кањонски карактеристики, каде што вертикалните калцитски карпи се повисоки и од 1000 метри. Покрај нив среќаваме и доломити, мермери и шкрилци. Токму тоа е и предусловот за создавање на една ваква пробивна клисура. Во неа, на тешко достапните височини, се кријат древни антички храмови и средновековни цркви и манастири. Очигледно, пределот Матка со своите убавини, но и со впечатливата мистичност, успева да го привлече вниманието низ вековите. Од друга страна, практично било од атарот на некогашното Скупи, преку овој кањон да се стаса можне брзо до Пелагониската рамнина или преку кичевијата дури до Струга и до Охрид. Карваните воделе долу покрај реката, а втората патна линија преку планината Осој, и на тој потек се настаниле десетици и десетици средновековни христијански села, кои денес ги среќаваме само како траги. Генерално, старините на овој локалитет ги групираме во 3 значајни временски периоди. Од 1-иот до 6-иот век од новата ера се регистрирани повеќе населени пунктови, тврдини, како и култни места. Во вториот период има помалку населби, но затоа пак екзистираат мокните тврдини, во чии атари се издигале црквички и манастирски комплекси. За третиот период, оној под турското владење и арбанашките упади од запад, просторов станува несигурен и населението живее во неколкуте доцна средновековни села со надеж и верба во светиот спас на христијанските светилишта. Античките археолошки локалитети на овие простори се уште неиспитани. На средновековните манастири и цркви е нешто повеќе работено, додека за првично и темелно истражување остануваат многу селишта, кои од страна на неискусното око на обичниот човек одвај и се препознаваат како урбани средини. Како да се стаса до нив? Деновиве во манастирскиот атар на Свети Андреја се поставени прецизни патокази и е направена една убава прегледна карта на просторот со најзначајните и историски и природни вредности, особено подземните карстни облици, од кои се целосно испитани 12. Загадочниот свет Матка е свет на пропасти и пештери, свет на лековити води и растенија, свет на цркви и манастири, свет на неповторливи импресии, но и свет кој знае да однеси и човечки животи. Не можеме да не се подсетиме на скоро трагично загинатиот наш драг и неповторлив спелеолог Јоцо, кој матка ја сакаше повеќе од се и загина токму тука, поставувајќи ги овие патокази. Рековме, пропастот Срт е предмет на нашето интересирање, но на патот до него не можеме да не се сопреме кај местноста Марковград и малку да не проговориме за тоа вистинско орлово гнездо, зародено уште во 4-тиот или 5-тиот век, според една доцно античка бронзена монета, пронајдена во тврдината. Се искачуваме по патеките, кои по се изгледа биле користени уште во времето на градот Тврдина, како најприродна врска со карванските патишта и со реката Треска. Патеката го поврзува карпестриот предел кон север, преку местностите Грагор и Гумниште, подолот Влак кон Петров камен. Според некои легенди, името Мачин го добил според тоа што тука биле измачувани лутите противници, а според други, овде во самоизмачување живееле средновековните калуѓери и спосници. Према југозапад.
Пред 30 години жителите на селото Матка решиле да ја обноват црквичката Свети Спас, што се наоѓа во подножјето од источната страна на Света Недела и Марковиот град. Употребувајќи делкан камен од една грамада, 60 метри јужно од Свети Спас, откриле друга црквичка. Таа била според обработениот камен раноримски храм врз кој е подигната ранохристијанска црква. Во средиштето на наосот е пронајдена травертинска надгробна плоча на која написот завршува со клетвата кон оној што би зел нешто од светиот архангел. Епитафот е со старословенско писмо. Очигледно храмот му бил посветен на архангел Михаил, но бидејќи матчани ја откриле црквата на денот Свети Троица и го дале тоа име. Веќе сме во подножјето на градот Тврдина. Тој има форма на неправилен триаголник со големина 65 на 55 метри. Во централниот дел се уште е видливо карпестото плато со димензии 20 на 17 метри. Тоа било дозидувано од источната и од северната страна, за да се создаде неопходната хоризонтална површина за градба на централниот станбен објект. Западниот одбрамбен зид е долг 63 метри, а широк 1,5 метра. На јужниот дел била изградена повлечна порта. Според записот на Јордан Хаджи Константинов, големата железна порта постоела се до 1790 година, кога некој Арбанас ја зел и од неа ковачи му исковале рало и многу секири. Северниот одбрамбен зид е сврзан со западниот под остар агол, а понатаму на издадена карпеста позиција била кулата наблюдувачница. Впечатлива градба во комплексот е правоаголниот централен станбен објект со димензии 15 на 6,5 метри. Двете простори за живење се изградени од локален варовнички камен со широчина до 80 сантиметри. Однатре биле измазнети со варовен малтер. При површните истражувања овде се пронајдени фрагменти од садови, главно куинска керамика, делови од црепни и железни клинови од дрвенаријата, средновековен бронзен прстен и така натаму. Типолошките карактеристики на грнчаријата упатуваат на 14. век. Што представувал Марковиот град? Утврден манастирски комплекс со црква и конаци или феудална тврдина со благородничка црква, собственост на Бојко, господарот на Матка. Света Недела е можеби највпечатливиот показател за нашата негрижа. Постои запис од 1912 година од кој се гледа дека тогаш таа била во добра состојба. Еве што пишува. На камениот гребен, кога се оди од Матка за манастирот Свети Андреја, лежи ова црквичка на страотно место, на една вертикала речиси без хоризонтален терен околу себе. Мала е, а има и кубе. Зидана е со кршен камен и тула, главно фугирана, но неправилна. Има и делкан камен околу прозорците. Лаците над нив се од тула, а сводовите од бигор. На живописот се гледа ктиторот со разделена брада и со дел од моделот на црквата. Крај неа и лик на непозната жена или светица. На северниот зид во десната зона е непознатиот светител, а над него е композицијата Распјатие Христово.
Ете тоа стои запишано само пред 85 години. Ако запишеме што останало денес, листот ке ни остане скоро празен. Во моментите на одмор, во крапестиот масив од спротива преку езерото, вниманието го привлекува манастирската црква Свети Никола. Може би се ова најубавите позиции од кои се гледа како таа со својата питомост доминира во дивиот простор. Со должното објаснување зошто при секоја посета на овие простори на враќаме кај Света Недела, од чија местоположба се восхитувале десетици и десетици генерации, продолжуваме угоре кон местноста Срт. Таму ни се приклучуваат спелеолозите на Пеони и членовите на единицата за итни интервенции на Црвениот крст на Македонија, кои овој пат сесавно ни помогнаа и во транспортот на тешката опрема. Екипата ретко во нашите заеднички акции да била толку голема, а опремата тешка и цела срека што неа ја донесоа преку ловниот резерват Јасен, благодарение на разбирањето на кое наидовме во дирекцијата на националните паркови. Стотици и стотици клинови, јажиња, агрегат, кабли, светлички тела и уште што не беше неопходно да се освојат првите 30 на метри во чистата вертикала, по која не се влегува, туку само се спушта и само се спушта. Битлото е најбезбедната работа за нашиот снимател, кој не смее да се одвои од камерата и од тешките акумулаторски појаси. Пред него и зад него мора да се спелеолозите кои ќе ги контролираат сигурносните јажиња, иако сајлата на битлото е челична. Алпинизмот и спелеологијата не трпат импровизации. Тоа што ќе се случи некогаш, секогаш е прв пат. За жал, многу често и последен. Пропастот Срт е најатрактивниот долж левата страна на реката Треска. Овој спелеолошки објект се наоѓа на гребенот спроти пештерата Орлово гнездо, под возвишението Каурски зеленик, на надморска височина од 960 метри. Околината е обрасната со доста грмушки и повисоки дрвја и отворот тешко се забележува. Тој е формиран долж две напречни пукнатини и води удолу низ оџакот во кој нема простор за двајца. Најголема тешкотија при тоа се страничните удари во шилестите карпи. Спуштањето многу наликува на освојување длабок бунар, но малите неопходни корекции лево и десно по вертикалата се тешка работа. И колку сте подолу на јажето, толку е потешко да се контролираат несаканите лулања, па така и ударите во зидовите на пропастот. Можете. Пуштај го полека, камерманот. Кажи, многу полека, многу полека. брзината. Нека го пушта. Голема е таа брзина. Ногата од неговото јаже. Нека ми пушта жуто јаже. Ама страна имам пичко. А? А гледам за мене многу... Добро. Целиот вертикален канал е испресечен со безброј мали пукнатини кои формирале терасести зарамнувања.
Од време на време ќе се наиди на некое поголемо странично проширување. Па добро дека не сакам да пијам и затоа подалеку од мене да биш. За осигурањето на вас и лично пуштете го. Вас е полека. Не, баба. Чекай ко. Жуто осигурање стигна. Зеленото осигурање слободно влечете и жутото. Чекай. Жилски, дали се слушава? Да кажи. Добро, има некој сметија, па мислам да не се слушава. Види сега, овие што ги се спуштаат нагоре зашто ќе нема радиостаница. Говорено. Али тој треба да биде заштитен да не буде камен. Јасно, јасно. А другите со камераманот нека снимаат што треба, снимајте. Само почекайте во се заткачи осигурањето. Впечатоците од првата вертикала веќе се силни. Пештерскиот накид во пропастот се разликува од досега виденото од страна на нашата екипа. Тој е представен со арагонити и корали, просто налепени на зидовите од пропастот. Украси што повеќе заличуваат на ситни или огромни камени цветови. Се добива впечаток дека човек се нашол пред, или уште подобро речено, во срцето на некое огромно копаничарско дело. Натрешноста на овие творби е калцитска, изразена со бела кристална боја, додека површината се прелева во многу бои. Навистина, и овде има скаменети водопади, големи пердиња и сталактити, но интензитетот на опкружувањето на коралите е толку силен што се друго оди на втор план. Ако во Слатинската пештера, во Слатинскиот извор, објектот украс Бабино чергиче се наметнуваше во впечатоците, ако во Момичек доминираа шарените пердиња, ако во Ајлилица татнеа подземните води, овде во пропастот Срт, особено на гладен човек, ќе му се причини дека се наоѓа во огромна тава преполна со јајца на око. По вертикалата и по неколку скокови од по 15 метри се влегува во големата сала долга скоро 16 метри, а висока 10. Мошне сличен на овој објект е пропастот Цитоица, кој е нешто пооскуден со украси. Знаејќи дека планинскиот масив Осој, како последица на тектонските движења се издигнувал, нема сомнение дека изградбата на овој пропаст ја убрзала флувијалната ерозија. Се разбира дека голема улога врз формирањето на пропастов имала и атмосферската вода, која е со далеку поголема растворувачка сила од речната и во најголем дел учествувала во неговите денешни морфолошки карактеристики.
нешто за настанокот на украсите што не сме ги сретнале во толкаво изобилство во досега регистрираните пештери, коралите и бисерите. Коралниот накит го сочинуваат разновидни заоблени, топчести, цевчести и други неправилни форми кои растат на пештерските ѕидови или пак на некои други украси. Облиците што подсетуваат на морските корали се со слоевита и концентрична градба, а во центарот или кај точката на допирот со другиот материјал се гледа иницијалната честичка. Тие настануваат во услови на постојана влажност. Пештерските бисери се малку заоблени до сосема тркалисти форми на калциум-карбонатната маса. Површините им се мазни, а пречникот најчесто до 1 см, иако можат да се сретнат и со големина и од над 10 сантиметри. При напречниот пресек се забележува јадро на некој туѓ материјал, најчесто зрнце, песок или откинат дел од карпите. Поради постојаното движење на водата, зрнцата се тријат меѓусебно и стануваат сосема мазни. При престанок на дотек на вода, зрнцата сраснуваат меѓу себе или со подлогата на која настанале. Што да се рече за староста на пропастот? Очигледно сите карстни облици во регионот Матка зависеле од реката Треска. Тоа значи дека времето на создавањето на подземните објекти се совпаѓа со фазите на спуштање на речното корито, односно со изградбата на флувијалните површи и тераси. Според тоа, пештерите и пропастите, што се на поголема височина, се и постари. Но има и примери, многу ниски пештери, само 10 или 20 метри над нивото на некогашната река, да се пребогати со украси, што значи дека и векот на живеењето им е долг. Тоа не би било логично, а постоењето на големите украси ќе мора да се должи на забрзаната еволуција на подземниот свет, условено од присуството на поголеми количества вода, прокапница, како и на минеролошката чистост на варовникот. Средновардарското езеро, кој започнува да истечува некаде кон крајот на Плиоценот, започнува активна изградба на денешниот релјеф, кој рековме главно од флувијално и карстно потекло. Површта под Осој планина е всечена во кристалести шкрилци и најверојатно со нејзиното формирање е сврзано раѓањето на пропастов. Така, со спуштањето на езерото, карстната ерозија се забрзува на соголените терени, па атмосферската вода многу брзо продира во внатрешноста на варовникот, градејќи вертикални канали. Значи, раѓањето на објектот Срт треба да се бара некаде кон крајот на Плиоценот или почетокот на Плеистоценот. Ете, време е да ја привршуваме емисијата. 30 на минути бевме повторно во пределот Матка. Бидејќи во рамките на серијата Пештерите во Македонија веќе 2 емисии се однесува за просторите во оваа местност недалеку од Скопје, нека биде ова соработен наслов Матка 3, со која меѓу другото бевме и во пропастот Срт.
Šta nam ovdje vam